Маја, здраво. Здраво. Како си? Каде ќе не возиш? Да ви кажам, малку сум изненадена вака што ви текна ваква интересна идеја. Вакво интервју во автомобил и никого да возам и да давам интервју. Не ми се случило до сега, ама еве, за се има прв пат. Нели зашто многу е малку потешко да се сконцентрирам во сообраќајот, зашто некои луѓе се и возачи непредвидливи и да даваш одговори на истите прашања е Да малку мислиш. и да мислиш, не е баш така лесно. Не е Ама баш. супер сум. Во ваше присуство секогаш сум супер, затоа што дечкова до мене камерманот ме изненади со неговата професионалност толку млад, а исто и од тебе сум доста многу позитивно изненадена. Фала ти, Маја. Кажи ми, како се снаоѓаш во сообраќајот? Дали си ти поддржувач на тие луѓе што викаат дека мажите се подобри шофери од жените или мислиш дека жените се подобри шофери? Со оглед на тоа, дека жените се родени со мајчински инстинкт, се посовесни, поодговорни, попредпазливи во сообраќајот. Сега нели го има оној статус, не знаат да се паркираат, нормално машки како машки, секогаш во некој домен на сообраќајот се подобри во оние брзи вожни, во попрофесионални, меѓутоа во однос на сообраќајот, во секојдневниот живот, мислам дека жените се многу предпазливи. Така сме родени, не? Така е, јас го делам истото мислење. Колку километри на час возиш најбрзо до сега? Која ти била Ја, најдобро? во принцип, со многу долго време сум шофер, веќе може 22 години сум шофер, од 21 година возам, сега ќе пунам 40 години, значи 22 години возам. И предпоставувам и мислам дека сум добар шофер, барем луѓето кои што сувозачот и секогаш што ги возам моите блиски велат дека добар шофер сум. Така да многу сум предпазлива кога е градска вожња, меѓутоа кога одам на пат, знам да стигнам до 170 км на час, иако нели тоа не е дозволено, меѓутоа гледаш кај што нема камери, кај што може да се стисне, обожавам да стиснам и да возам малку побрзо. Со оглед на тоа, нели сепак и тоа возење да е предпазливо, затоа што секогаш луѓето кои што ги возам сакам да се осеќаат сигурно и безбедно со мене. Си добила ли некоја казна за брзо возење до сега? Па не сум добила казна за брзо возење, затоа што низ градов, градската воžња секогаш преферирам да ги почитувам, значи, законите, знаците и не возам брзо низ градска воžња, а на отворен пат не ми се случило до сега да ме сопре полиција и да ме казнат. Никогаш ли не те сопрел? Иако она е дозволено, нели, 20 плюс до 30, меѓутоа, нели, да е малку повеќе, бидејќи нели, знаеме ние женските малку повеќе, ама знаете, сгрешив, прв пат ни се случува ова, сам дека има исто така совесни полицајци кои што знаат да прогледаат низ прсти, па ми се случило и мене нормално, сега да бидам искрена и благодарна сум им да ми прогледаат низ прсти. Паднале на твојот шар? Паднале, како нема да паднат или мислам ти се мова. Кажи ми, дали пцуеш во сообраќај? Па сега не верувам дека никој шофер не би опсул до сега, исто и јас. Се случува некогаш, поготово на наутро кога брзаме сите на работа и знаеме какви се утринските часови, гужва, по 30 минути се чека на една улица. Знаеме никогаш да се изнервираме и да опсуеме, меѓутоа нели тоа е сепак во граници на нормала и гледам да не ги користам тие зборови, затоа што нели не треба да се изнервираш, зашто ако се изнервираш од сабајле денот ќе ти трне после нервозна вака, ќе си се рефрешираш, ќе си кажеш денот е пред мене, не чека убав сончев ден и ќе си го заборавиш. Да. Кажи ми, дали си суеверна? Се случува ли вака црна мачка да ти го попречи патот и ти да се вратиш назад еден круг или да кружиш вака неколку круга? Не да се вратам назад, затоа што нели ако возиш не можеш назад да се вратиш, меѓутоа да застанам со жмигавци, да, додека некој не помине.
Не знам зошто некои велат, ајде тоа се нели живи глупости, меѓутоа ја навистина кога ќе видам црна мачка, некако ме фаќа некоја паника и одма ќе застанам и чекам било кој дали пешак или автомобил да помине и јас да продолжам. Ми се случило еднаш кога чекам 10 минути, викам леле мајло, што правиш? Седиш тука на улица 10 минути зашто виде црна мачка, ама си дочекав дури некој не помина. Не знам, ете, не знам. Некогаш сум се запрашала зошто е тоа така, меѓутоа исто како она нели петок 13. Да. Која ќе ти нагласат леле овој петок е петок 13, мислам дома. да, не се затварам дома, ама мислам дека можеби треба и тие работи да ни се отргнат од животот и да не гледаме така негативно на работите. Се случила ли некоја незгода во сообраќај сега за овие 20 години? Прв пат у живот ми се случи многу тешка незгода. Имав тешка сообраќајка пред 6 месеци, прв пат у живот, тука кај семафорите кај Елена Лука и многу тешка сообраќајка беше. Не работеа семафорите, времето беше врнежливо. Јас нормално предпазливо возев, меѓутоа човекот кој што ме удари, директива во мене, беше малку повеќе нервозен и под дејство на алкохол и буквално беше тешка сообраќајка со брза помош, со неподвижни двете возила и беше страшно, но сепак ќе кажам фала му на Господ, здрави и живи, немаше тешки последици, другото се решава у животот. Кажи ми, кои се твоите коментари за луѓето што имаат предрасуди за плавите жени? Жените плавоши, дека биле глупи, дека не знаеле, црнките, бринетите биле подобри. Има ли вистина во тоа? Животот сите луѓе имаат некакви предрасуди за некакви работи. Ако не се за плави, ќе се за црни. Ако не е за тоа, за нешто друго. Не знам, такво ни општеството што секогаш има некакви предрасуди. Јас не се држам код тие предрасуди, затоа што сметам дека во животов не треба да имаш кон ништо предрасуди, не треба да ги осудуваш луѓето, тоа е најголемиот греф да ги осудуваш луѓето. Секој човек си е своја индивидуа за себе и е паметен и интелигентен на свој начин. Бојата на коса воопшто не го осудува каков човек е, ниту пак физичкиот изглед. Зашто? Затоа што сите луѓе тежнеат да успеат во животот и да се наградуваат не само емоционално и интелектуално, а со тоа сметам дека не треба да се деградираат и да се осудуваат. Знаеш ли некој виц за плавоши? Или опишта некој виц да ме кажеш? Многу вицови сум слушала, меѓутоа не ме допреле и бидејќи не ме допираат, не ми се задржале во мојата меморија. Меѓутоа ако ме потсетиш, може само да се насмеам. Добро, Маја. Вака, сега сакам малце да поразговараме за твојот професионален живот. Имаш минато убава многу кариера за себе, па би сакала малце да ни раскажеш за тоа. Некаде изјави дека Лила ти помогнала да ја започнеш твојата кариера како модел. Дали е тоа вистина? Со Лила се познаваме многу одамна. Она е особата што можеби ме внела во тој некој моден свет, затоа што она беше таа што ме повикала да водам бинго заедно со неја на телевизија пред 22 години. Тогаш започна мојата кариера во модниот свет и е нормално кога ќе се појавиш како бинго девојка, ти е веќе одскочна таска за се понатаму животот во однос на модниот свет споро. Модата ми била мојата љубов, затоа што сум сакала да бидам манекенка, меѓутоа да не оспоруваме, мојата права љубов е тоа што сум сакала да станам оделински наставник и да се надоградувам во животот. Тоа е мојата права професија, значи еден ден да бидам професионален оделински наставник, а понатаму и нели малку повисоко колку што можам да постигнам според моите индивидуални способности. Секој си е нели способен на свој начин. Така да во модата мислам дека сум постигнала на некој начин многу. Можеби во однос кога сум станала мис Бикини универзум, можеби сум можела малку повеќе да потпишам договори надвор и да постигнам малку повеќе во однос на светскиот ранг, меѓутоа во тој момент јас бев во влажена состојба, бев трудна со Тино и
се повлеков, така да во однос на модата го завршив тој период, затоа што нели влегов во брачните води, се посветив малку повеќе на мајчинството, а подоцна почнав да работам како оделински наставник во Браќа Милатиновци, па се запишав на магистратура, па се вратив исто во модата, затоа што со оглед на тоа дека сум постигнала нешто, луѓето не забораваат на мене, како и ден денес, нели, се уште сум интересна и за давање интервјуа, и за реклами, и за ревии, и за сликање, и за снимање. Нели, професионално се работата како делински наставник, магистрирав односи со јавност, направен факултет, со модат прифаќам проекти, меѓутоа се со оглед, нели, да можам да ги сработам и никој да не биде, нели, да не то судува зошто сега тоа го работи, а утре работи како наставник, нели, се да е во границите на нормала, затоа што живееме во такво општество каде што луѓето се научени да осудуваат без аргументи, без причини, па мораш да си предпазлив на се во животот. Кажи ми, што мислиш за денешните млади дами кои се модели? Има ли премногу самопрогласени од нив, самопрогласени модели? Денешните млади дами се убави дами, и што ја им препорачала малку повеќе да вложат во натрешната убавина и во интелигенцијата, а не во амбалажата, затоа што амбалажата е променлива работа во животот и треба да се фокусираат на она што има вистинска тежина во животот, а тоа е она што ќе го понудиш и што го знаеш. Знаењето е нешто кое што е незаменливо и не може никој да ти го земе, а убавината е многу променлива работа. Кажи ми, може ова малце таква шкаклива тема, меѓутоа би сакала ти да ми ја прокоментираш во однос проституција и моделство. Многу често ги поврзуваат тие две теми. Кажи ми, кое е твоето мислење за тоа? Во однос на проституцијата и моделството, во мој домен тоа не се случувало, затоа што јас многу долго време професионално работам и се броеле тие манекинки кои што сме го работеле, тоа 10 манекинки кои што сме били име и презиме и никогаш немале такви понуди, затоа што било понудено со добра сума платен секој проект, не сме работеле било што, никогаш немало некоја понуда која што би не навредила и навистина никогаш, ама баш никогаш немало некој од таков тип озборување или понуди. А не денешните девојки, за жал, они сакаат да се промовираат преку социјални мрежи, со тоа што ставаат секакви слики, многу разголени, многу од млади години сакаат да станат познати, прифаќаат секакви проекти, одат на секакви места за минимални суми и за жал сепак пак неколку девојки се постигнати на светски ранг, некој има и презиме, останатото само се афирмираат како познати девојки и доаѓа до тоа да луѓето заклучуваат дека нели модата е проституција. Не, модата е институција каде што треба навистина да се вложи и да се прават доста проекти и може многу да се успее со тоа што кога ќе се прават тие модни избитнувања, Fashion Week, реклами, значи има навистина доста работи во модата и од времето на минатото и сега и може навистина да биде како една културна манифестација, меѓутоа сепак е многу битно со кого се работи и се соработува, затоа што многу е битен човекот кој што ќе го сработи тоа, отколку некој што нели е во моментот афирмиран, е познат, е убава, а не знае тоа како да го сработи, затоа што нема доволно искуство и не знае како, тоа е тоа. Си се соочила ли досега со стереотипи во однос на твојот изглед наспроти твојата професија како наставник? Со оглед на тоа дека има средини кај што наставничките ги доживуваат постереотипно. Ги доживуваат постереотипно, меѓутоа тоа било порано. Денешниве наставнички се многу од помлад кадар и навистина прекрасно изгледаат сите наставници, без разлика што се наставници, секоја жена прекрасно изгледа од помладите генерации
е убава, вложува во себе, е средена, е културна. Така да тоа било во друго време, кога имаше наставнички кадар од постарите генерации, нормално дека кога ќе дојдеше некоја помлада, средена, убава дама, има предрасуди. Сега кон мене има предрасуди затоа што нели јас сум медиумска личност, тебе лице кој што веќе сите ме познаваат и нормално е дека на почетокот има предрасуди, една позната манекенка ќе не ги воспитува децата, меѓутоа јас долго време сум во образование и сум се покажала и докажала како одличен наставник, сум била наградена за тоа и нормално дека премногу ме сакаат децата и родителите и сметам дека многу се пронаоѓам во оваа работа. Тие предрасуди биле првата година дена кога кога ќе те запознаат, кога не те знаат доволно, која си, што си, после известно време, мислам дека премногу добри коментари и премногу заслужени пофалби добив и од општината, и од училиштето, и од родителите, како добар наставник и воспитувач во образованието. Маја, дали си влюбена? Исто вчера бив на на интервју и Снежа ми вика, ајде, немој да криеш, кажи сега кој е дечкото. Не сум влюбена, немам дечко, веќе неколку месеци, слободна сум, така да тоа е тоа. Не неколку месеци, него подолго време немам некој. Ќе се пронајде, нели? Тоа самото си доаѓа, не треба да избрзуваме. Што е мој, така викаат, ќе си дојде, така да сигурно ќе биде во брзо време. Така. Маја, имам сега за тебе една рубрика или. Добро. Ќе ти прочитам неколку поранешни месеци и модели од кај нас. Ти ќе ми кажуваш која ќе одбереш и ја споредуваш со следната и на крајот ќе одбереме која според тебе е најубава. Маријана Станојковска или Натали Грубовик? Па и двете си имаат своја убавина. Наталија ми е драга, сме работеле доста проекти и доста позната манекенка. Маријана до ден денес контактираме, тука си соработуваме за некои работи заедно, така да би одбрала Маријана. Маријана Станојковска или Вера Мештеровик? Вера е многу интересен лик и навистина ја почитувам, меѓутоа дали можеби Маријана, дека сме малку слични, плави и така, сепак не знам, би одбрала Маријана. Маријана или Татјана Стојановска? Татјана Стојановска е име и презиме веќе долго време и навистина има голема тежина и длабочина во таа жена, кралица, како да ја наречам, така да ќе одберам сепак Татјана Стојановска. Татјана или Сања Николич? Две различни. Татјана или Сања, многу голема разлика и во се. Од каде сега ова Татјана или Сања? Така се погодија. Сања ми е генерација, заедно работиме. Татјана нека биде. Имаме за крај Татјана или Светлана Црнокрак? Светлана Црнокрак. Зашто? Па Светле и двете многу ги сакам и ги почитувам, затоа што не беше спомната до сега. Затоа. Така, значи победи Светлана. Светлана. Супер, добар избор. Кажи, од помладиве девојки вака што ги следиш, дали имаш некоја што можеш да ми ја издвоиш, што ти е пресимпатична? Елена Реми е многу окей девојка, гледам доста работи, многу професионално си ја работи работата и секоја чест мислам дека она од помладите генерации, каде што навистина има доста проекти сработено. Не зборувам за кај нас, зборувам на светско ниво и навистина на добар пат. Може ли за крај да ми дадеш некој краток совет за сите девојки во врска со убавината и негата? На младите девојки им советувала да бидат тоа што се, да се сакаат себе си, да се самоуверени, да се почитуваат пред се, да внимаваат на изгледот, затоа што и тоа е битен сегмент во животот, а најбитен е внатрешниот изглед. Така да чувајте се, млади девојки. Јас сум Маја Глигоровска, а вие гледате Hype Македонија.